Годинава освен што нема вишни, нема ни кој да ги бере. Проблемот со сезонски работници на истокот наместо да се решава од година во година се усложнува. Реагираат од двата најголеми преработувачки капацитети на истокот, Фруктана од Штип и Рудине од Делчево. Останува бидејќи регијата, источната регија на Македонија е буквално опустошена. Добар дел од луѓето има заминато, дел за Италија, дел за Германија. Млади луѓе тако речи нема. Сезонските групи кои доаѓаат од ромските групи исто се намалени, бидејќи луѓето работат во струмичкиот дел, во валандовскиот дел на сезонските производи. Додека во Делчевско се намалуваат берачите од ромската популација, во Штипско се помалубројни се групите на млади луѓе кои се времено ангажирани во овој период од годината. Осим оние нашите постојано вработени 40 работници, останатите се во главно средношколци, кои што за жал и кај нив опаѓа интересот за привремено вработување. Веројатно сте запознати дека сегашната законска регулатива не дозволува нивно ангажирање на некој друг начин и плаќање на некои надоместоци од аспект на даноци и доприноси, освен нивно вработување. Ваквата ситуација со недостиг на сезонски работници се провлекува со години. Се поверојатно е дека во иднина најголем проблем во производството и преработката на вишните во регионот ќе биде бербата. Затоа преработувачите уште еднаш потенцираат дека рацете на берачите наскоро ќе мораат да ги заменат со машини. Како преработувачи сугериме на нашите прво добавувачи на сировина да во постувањето, подигањето на самите плантажи во старт ги подготвуваат плантажите за машинска берба. Веројатно сте информирани дека ние произведуваме и посадочен материјал, даваме и стручни совети во таа област и веќе некои поголеми производители ги прифатија тие сугестии. Годинава проблемот е уште посложен зашто род има многу малку и ако се најдат берачи проблематичен е начинот на плаќање. Поради ова тврдат од Рудине, цената на бербата ќе учествува во цената на суровината. Во моментов килограм првокласна квалитетна вишна се откупува од 48 до 52 денари за килограм, што е тројно повеќе од минатата година.